Сите станари од опожарената зграда во Скопски Чаир дојдоа из утрината да си ги земат потребните работи за живот кои му останале по становите. Со придружба на полицијата по една недела влегоа во собите со црни зидови, каде и по 10 дена се уште мириса на чад. Откако изби пожарот, објектот е 24 часа под надзор од полицијата. Во меѓувреме, станарите само со присуство на полициски службеници може да влезат во своите станови, а за сместување се снаоѓаат самите. Од вторникот досна вечерта, кога и избувна пожарот, станарите преспиваат по роднини и пријатели, бидејќи како што велат немаат пристап до своите домови и не знаат до кога ќе трае трагедијата што ги снајде. Значи, од вторник не дозволуваат да влеземе натре. Значи, од вторник почне веќе да се згоре, а сега не знам, кај братучет ми, кај чичко ми, немаме каде да живееме сега. Не ви дозволуваат да влегувате внатре? Не, но само денеска може да влегуваме 10 минути, 15, само да земеме роба и толку. Така, што ви кажаа, до кога ќе биде вака, до кога ќе не можете да влегувате во зградата? Не кажуваат ништо. Ништо не знаеме. Зашто ни кажуваат дека од цигара се случи сето ова, но не веруваме. На што се сомневате? Од што изби пожарот? Не знаеме, ништо не знаеме. МВР потврди дека подрумските простории каде избувна пожарот се уште се обезбедуваат од полицијата. Пристапот до објектот се врши строго контролирано и најпрвен во присуство на станарите се врши попис на предмети и штетата на стамбените единици. Подрумските простории, од каде според првичните информации започнал пожарот, се уште се обезбедуваат за пристап и испитување на причините. Обвинителите од денеска собираат докази од опожарената зграда, каде повеќе од 30 часа гореа подрумските простории, информираат од основното јавно обвинителство Скопје. Траењето на обидните дејствија на терен ќе зависи од времето неопходно за прибирање на сите докази. Пожарот во зградата на улица Серава во Скопски Чаир избувна ноќта помеѓу 1 и 2 октомври, а беше активен повеќе од 30 часа. Гореа подрумските простории на објектот, станарите беа евакуирани преку покривот на зградата со посебни скали на противпожарно возило. Поради вдишување чад, 40 лица побараа лекарска помош, а некои беа задржани на лекување на скопските клиники. На 3 октомври МВР уапси 2 лица кои се сомничат за кражба вечерта кога избувна пожарот.